И здраво на сите, Мартин од Јаки Коли тука. Во моментот имам еден примерок на Nissan Juke, кој што сите дефинитивно можете да го препознаете на улиците, пошто е доста уникатен, единствен, со ваков дизајн и дефинитивно ќе остави трага во автоиндустријата по овој несекојдневен дизајн. Поготово оваа предница што ја видовте со 3 пара светла. Се работи за еден урбан SUV модел или кросовер, како сакате. Во однос на внатрешноста, задната клупа би рекол дека е со некои нормални димензии, одличен спойлер, доста агресивност му дава на задниот дел, така да посебно ми се допаѓа мене лично барем, поготово овој заден дел. Иначе конкретниот модел е со DCI моторот со 1,5 зафатнина и 110 коњски сили. Во однос на багажникот, тој сега ќе го отвориме, ќе го видите и визуелно вака како изгледа, а во однос на техничките податоци, колку литража собира, тоа изнесува 251 литар или ако ги тргнете седиштата од задната клупа, иде и до 830 литри. Доста интересно изгледа, целокупно и од страна и од разноразни агли кои ќе го погледнете, дури малку наликува и на некое спортско моделче. Но ипак главната компонента или по оно што го препознаваат се токму овие светла напред. Еве сега ќе влеземе и во внатрешноста да разгледаме и неизе. Оно што посебно ми се допаѓа во овој модел на Nissan е ова интересно спортско, дури би рекол, воланче. Материјалите се делумно од гумирана пластика, дури лакирана во црвени елементи, исто пластични делови, но ипак би рекол дека е на едно солидно окей ниво на квалитет. Седиштата се доста комотни и доста добро профилисани, тоест добро ве држат во кривини. Еве ги некои мали технички податоци во однос на цената, километрите, годината на конкретно возило, а тоа ете како што видовте се продава од автоплацот Барон, кој што се наоѓа во Припор. И сега ќе се спуштиме натаму, ќе направиме едно мало тест возење на конкретно ово возило, само да го запалиме. Инаку она што е познато за 1.5 DCI моторите се дека се доста издржливи, доста возени, можат многу километри да поминат, а при тоа да не ве ударат многу по џебот. Тоест, потрошувачката на 100 км во град изнесува околу 6 литри, нормално на отворено за литру и пол до 2 може и помалку да се симне. Битното е дека си имате и Евро 5 стандард на загадување, што значи доколку купите ќе добиете зелена налепница, ако евентуално направат некакви рестрикции во Скопјево. Во однос на перформансите, максималната брзина му е 175 км на час, до 100 забрзува за околу 10,5-11 секунди. Оно што пријатно ме изненади е дека конкретниот модел Nissan Juke не се понаша толку многу како SUV возило, туку многу повеќе личи самата вожња, барем мене таков впечаток ми даде, како да возите некое пониско, тоест некој хеджбек, таков тип на возило. Сакам да кажам, не се клати многу во кривини, самата шасија и конструкција е доста издржлива и може да поднесе и многу појаки мотори. Впрочем, и најакиот мотор на Nissan Juke испорачува дури 218 коњски сили. Нормално тоа е во изведбата Nismo со RS ознака. Некаде кон крајот на 2019 година почна да се произведува втората генерација на Nissan Juke, а сега се стигнати до фейслифтот на втората генерација, која што вака дизајнерски како силуета па и не се разликува многу, едино најприметно е тие предни фарови се итекако намалени, стеснети и нормално се LED. Најмногу муабети во автоиндустријата има за дизајнот на овој автомобил, има предизвикува доста поларитет, тоест
Некои или го сакаат многу, некои воопшто не го сакаат, не може да се навикнат на неговиот изглед, али фактот што Nissan го произведуваше дури 10 години во овој тип на изглед кажува многу. Впрочем, дека ипак им се допаѓал на многу луѓе овој дизајн. Инаку, во однос на цената, како 2013 годиште, 8800, така нешто како што видовте евра, мислам дека е солидна сделка, одличен мотор. Мене барем ми се допаѓа, ако ме прашате мене, на изглед, поготово задниот дел, така ми дава доста некој спортски изглед, па мислам дека е добра сделка. Иначе ова возило се наоѓа, како што реков, во автоплацот Барон, кој што се наоѓа во Припор. Сега се спуштаме натаму, така да ако сакате и вие едно мало тестче да направите, да свртите некое крупче, слободно ве поканувам да отидете таму и да го видите на лице место. Во меѓувреме направете лайк, шер и сабскрајб и се гледаме во новото видео. Поздрав!